Приватен објект заведен како објект за домување организирал низ за забави во Бутел. Имале базен, меѓутоа немале соодветна инсталација, односно соодветна струја. Немале заземјување. Таа кобна вечер таму биле присутни десетици млади. Еден млад човек загина. Објектот немал соодветна употребна дозвола. Тие воопшто и не смееле да организираат забави. Меѓутоа обвинителството во ова не гледа случај. Разговаравме со семејството Лешко и со нивниот законски застапник, адвокатот Владимир Туфекџиќи. Тие ќе ни објаснат за што станува збор. Кажете ми најпрво како сте? Па да речеме добро. Со оглед на целата ситуација, се трудиме да бидеме добро. Колку време трае оваа тортура од јавното обвинителство? Оваа тортура од јавното обвинителство трае веќе година и 2 месеци и очигледно е дека ќе потрае уште некој известен период. Со надеж дека овој пат ќе правдата ќе излезе на видел. Дали може да ми кажете тој ден, вие дали бевте таму после несреќата, дали некој ве повика, кој ве извести? Тој ден не само што бев после несреќата, бев и пред несреќата, јас и мојата супруга го однесовме Љупчо во објектот и му помогнав при местење на опремата. Нас не се јавија од полициска станица Чаир, негде околу 23:50 часот. Не известија по телефон за што се работи, само не повика. Јас пристигнав таму после некој 15 на 20 минути, таму ми беше известена, ми беше кажана трагичната вест и во исто време и требаше да го потврдам идентитетот на мојот син и да го препознам. Инаку официјалниот повик кон брзата помош е во 23:19 часот. Кога пристигнавте таму, кој беше на терен? Имаше ли полиција, имаше ли јавен обвинител? Јавниот обвинител не беше дојден, обидната екипа не беше дојдена, имаше само 20 или 30 полицајци. И тие ме внесува фактички во објектот внатре. Беше многу темно, беше исклучена струјата во целиот објект. Внатре ми ја соопштија веста и внатре на лице место пристапив кон препознавање на мојот син, потоа ме изнесува надвор. Увидната екипа, колку што се сеќавам, дојдаа негдека 2 часа после тоа, негдека околу 2 часот, 2:30 часот, а јавната обвинителка негдека околу 4 часот наутро се појави на лице место и откако го даде налогот за телото да биде пратено на обдукција, си замина. Тогаш и фактички и јас и мојот брат си заминавме од таму. Обвинителката смета дека тука нема дело, дека никој не е виновен, дека се работи за несреќен случај. Вие што сметате? Апсолутно не се согласуваме со одлуката донесена од јавната обвинителка Тања Трајчевска, затоа што сите докази со кои што ние поседуваме, но и вештачењата кои што ги пишува во нејзиниот извештај, укажуваат на тоа дека тоа е објект кој што работи на диво, без никакви употребни дозволи и објект кој што нема никаква заштита според стандардите за вршење на некаква комерцијална дејност. Но не само на вршење на комерцијална дејност, туку и за самото домување. Знаете ли дали објектот работел после несреќата? Да, објектот продолжил со работа неколку дена после несреќата, точно до кој датум не знаеме, а сега во моментов не знам дали работи. Меѓутоа, знам една работа, она што беше многу очигледно, беше дека од самиот почеток на водењето на предистражната постапка се постапи некако непрофесионално и пристрасно од страна на јавната обвинителка, но и од самите вештаци кои што го вештација објектот, освен од фирмата за вештачење.
бидејќи многу работи не беа направени уште вечерта на лице место, замислете, вечерта на лице место беа земени изјави само од двајцата славеници на роденденот и од синот на собственикот на објектот. Не, од останатите не. После тоа се случи да во билтенот на Министерството за внатрешни работи излезе една неточна вест, што апсолутно не е точна, дека се работело за струен удар предизвикан од краток спој, што потоа од самиот извештај на судска медицина се докажа дека не е така. И тоа што на лице место вечерта не беа превземени оние стандардни процедури за обезбедување на објектот, за запечатување на објектот, за вршење на истражни дејства во самиот објект и така натаму и така натаму. Сето тоа беше направено дури 3 месеци подоцна и тоа по наша иницијатива. Сакам само да додадам уште една работа околу техничкиот аспект, околу она што највеќе се спори во целиот овој случај. Видете, кога вие имате движење на електрична струја по метал и по вода, самото тоа по себе значи дека вие имате некој проблем со електричната инсталација или со заштитните механизми. Затоа што такво движење на електрична струја по метал и по вода, излевање или мртва струја, како што се нарекува, не смее по никакви стандарди да постои во еден објект, туку таа треба да се таложи во земја. Самиот факт дека овде имате без разлика на изворот на ова течење или прелевање на електрична енергија, самиот факт дека тоа постоело таму, што и вештаците и го кажуваат и го презентираат, е доказ дека заштитниот механизам на тој објект не функционира како што треба и не е исправен. Во разговор со вас пред малку рековте, моето дете секако не се враќа, ама имајќи го предвид и овој случај и Кочани, веднаш потоа се борите за што? Се бориме за правда и се бориме за тоа да утре ова не се случи на некое друго дете. Ние уште во октомври месец на еден друг подкаст апелиравме и на нашите Facebook страни и по портали апелиравме за ова. Дали некој води грижа за овие објекти? Значи зборам за октомври месец минатата година. Дали каков вид на употребни дозволи имаат овие објекти? Дали некој ги контролира овие објекти? Но за жал нашите апели не стигнаат таму каде што требаше да стигнат и ни се случи Кочани. За крај само, дали имате да упатите порака до било кого, дали до надлежните органи, до обвинителството, до правосудниот систем? Апсолутно имам порака до целиот правосуден систем, особено до јавното обвинителство и до јавната обвинителка, дека начинот на кој што го води овој случај очигледно е пристрасен и дека така не се води еден случај каде што има загинато млад човечки живот. И дека ако ова помине така, како што јавната обвинителка мисли дека треба да помине, нас ке не се случуваат и многу други несреќи, бидејќи сите тие кои што работат нелегално, ќе си земат за храброст и за право да работат онака како што тие наумиле и мислат дека треба да работат. Господине Туфекџик, вие сте застапник на семејството, односно на оштетените, семејството на загинатиот. Дали може да ни кажете детали за овој случај? Првично, во која фаза се наоѓа овој случај сега? Овој случај се наоѓа во фаза на жалбена постапка пред вишето обвинителство. За жал повтор пат, затоа што е повторно донесено решение дека се отфрла кривичната пријава против пријавениот и основниот јавен обвинител не најде основи и елементи за сторено кривично дело. Ние со тоа не се согласуваме, така да во овој момент предметот е пред вишето јавно обвинителство во жалбена постапка и ние се надеваме дека вишиот јавен обвинител повторно ќе даде напатствија истрагата да продолжи. Во конкретниот случај се работи за предмет кој според
динамиката на постапувањето, начинот, преземените действија на лице место, е школски пример како не треба да се постапува. Проблемот е настанат од моментот на увидот на лице место. И тој проблем и пропустите понатаму се рефлектираат и на самата постапка, до степен да бидат контаминирани клучните докази. Зашто се работи? Се работи за тоа дека во конкретниот случај наместо јавниот обвинител да раководи со истрагата, се дозволило нестручни лица од лице место да раководат со јавниот обвинител. Испорачаните информации од лице место де факто значеле дека јавниот обвинител оди во погрешна насока и сето тоа понатаму резултира, како што кажав, на контаминирање на клучните докази. Овде во овој случај се пристапило кон решавање на овој предмет на она што на начин кој е во криминологијата познат како заблуда при потврдување на факти. Тоа значи дека надлежните на лице место имале пристап со веќе оформено мислење дека во конкретниот случај се работи за несреќен случај, дека нема елементи за кривично гонење и при тоа ги игнорирале сите факти и аргументи кои одат во прилог на тоа дека е на лице место една сосема поинаква состојба на работите. Во конкретниот случај, на лице место било сосема доволно дека е затекната урбана опрема, односно опрема за угостителство. Факт е дека таа вечер на тоа место биле собрани поголем број на луѓе. Причина за тоа било веселба, организирана, која е организирана на начин што преку позната Инстаграм адреса лицата го изнајмиле просторот, платиле за изнајмувањето, платиле и изнајмиле простор кој имал, значи, формат на угостителски објект и им се ставил на располагање со дел од музичка опрема, која во еден дел е и спорната опрема музичка, која според стручните лица го предизвикала како последица тоа што било предизвикано, а тоа е смрт на едно лице. Така, да објасниме само од почеток за лице што воопшто не се запознаени. Се работи за забава, односно за роден ден во објект во Бутел. Така е. Објектот ќе ни објасните подоцна дали легално функционирал, дали не функционирал легално, меѓутоа сега починатиот бил диџеј на таа забава. Јас читав пред малку изјави од сведоци кои што биле присутни таму и тие велат дека се жалеле на пецкање во водата, во струјата, генерално присутните таму. При што во еден момент виделе дека сега починатиот паѓа, потоа викаат брза помош, полиција, од тука почнува увидот. Да. Поред вас, уште полицијата на лице место има направено пропусти? Пропустите се направени на лице место. Тоа е факт. Неспорно е дека проблем со струјата имало во текот на целата вечер. Неспорно е дека еден од менаџерите и одговорните бил цела вечер на лице место. Неспорно е дека дел од присутните укажале на проблем со струјата токму околу тој
столб кај што е тој рефлектор и така натаму, музичкото појачало. Укажувале на таа работа и не било преземено апсолутно ништо. Понатаму на лице место не само што е издаден објект, него тој објект има базен. Стручните лица кои ги има ангажирано јавното обвинителство констатирале дека токму излигувањето од вода од базенот е причина за струјниот удар кој резултира со смрт на момчето Љупчо. И тоа било сосема доволно да истрагата тргне во една друга насока, да се види дали објектот и ги имал оние задолжителни заштитни механизми кои и при струен удар оневозможуваат да дојде до смртни последици. Инаку, ако тоа не е така, сите ние треба да бидеме загрижени кои излегуваме од базен, дали ќе ни се случи истото. А тоа не се случува затоа што сите објекти кои тоа го имаат и заштитни механизми. Се отишло во сосема една друга насока, во насока на потрага по причини во продолжниот кабел и така натаму. Се отишло во насока да нестручни лица споделувале, односно давале информации на јавниот обвинител за време кога тој уште не бил ни излезен на лице место. Излегол на лице место после отприлика 4 часа. Местото, колку што мене ми е познато, не било обезбедено и запечатено, онака како што во такви случаи налага законот. Една серија на пропусти кои длабоко се одразуваат понатаму на самата постапка. Сакам да кажам дека во текот на постапувањето јавниот обвинител самиот со своето однесување самиот создаде еден амбиент на недоверба, амбиент на пристрасност. Во ниту еден момент во текот на оваа истражна постапка и покрај моите барања не најде за сходно да ме повика заедно со семејството, родителите на починатото дете, да ни ги изложи аргументите и едноставно да изложи својата теорија на случај на начин кој сметам дека во ваков предмет било многу логично да го направи. Напротив, се стекна печаток и уште има таков амбиент и впечаток дека се преземало нешто на брзина, колку да се преземе. Само за пример ќе кажам дека пријавениот повика на сослушување на 4 август, а другото лице, мислам, на 6 август. Кога се знае дека и во итните предмети во судот е даден тој простор од 2 август до некаде 10-12 август за одмор на сите. И на странките, и на судот, и на обвинителството, и така натаму, и така натаму. Уште не ми е јасно зошто тоа така се постапувало и она што е најбитно, во текот на постапката не е утврдено чива е таа угостителска опрема на лице место, на што упатува и висшиот јавен обвинител. Тој има многу забелешки и тоа се гледа и низ неговите напаствија што понатаму да се преземе. Едноставно, јавниот обвинител ги направил проверките, чии што одговор бил неспорен и очекуван дека тој објект
нема никаква нити дозвола, нити одобрение за работа и тоа е неспорно. Понатаму се тргнало во една насока во теорија на случај дека тоа уствари и не е угостителски објект, па од тамо се влече заклучокот дека во конкретниот случај се работи значи за несреќен случај. По таа теорија и логика на јавниот обвинител, па ниво предметот пулс, тогаш не треба да има никаков предмет, затоа што евидентно е дека тој согласно евиденцијата и достапните и докази и информации е регистриран како магазин. Значи, уопште нема дозвола за работа како угостителски објект. Така да се отворија тука многу прашања, кои повторувам, самите по себе и како начин на постапување предизвикаа недоверба пред секај родителите на покојната дете. А и кај јавноста? Па и кај јавноста, да, затоа што едноставно треба да се каже дека беше проблематичен ангажманот на првото вешто лице кое го ангажираше јавниот обвинител на лице место. И пак повторувам, значи јавниот обвинител самиот се ставил во ситуација и во позиција да он не раководи со истражната постапка, некој дозволил, значи, нестручни лица да раководат со него и да му пласираат информации онака како што тие веќе имале како оформено мислење. Ние по текот на оваа постапка се обидовме да укажеме на техничките пропусти на самиот објект на лице место. Изготвивме експертско мислење од еминентен стручњак. Тоа експертско мислење доставено до јавниот обвинител и гледам дека во последното решение воопшто не е ниту земено во предвид како такво, ниту е елаборирано и образложено зошто тоа експертско мислење нема никаква вредност доказна во оваа постапка. Добро, значи објектот е утврдено дека работел нелегално. Собствениците, како што рековте, се знаат, не се знаат. Овде тоа е пропуст на обвинителот според вишиот јавен обвинител. И обвинителката смета дека овде нема случај, иако еве доказите, како што велите, вештачењата тврдат дека има случај, дека има пропусти. Пред се затоа што објектот работел нелегално, потоа рековте имало пропусти околу базенот, околу изолацијата. Обвинителката го смета за несреќен случај, вие претходно имате кажано дека сметате дека овде се работи, има кривично дело, тешко загрозување на безбедноста и сигурност. Тешки дела против безбедноста и сигурност. Според мене постои основано сомневање. Апсолутно. Самиот факт што постои базен подразбира дека треба да има соодветни заштитни механизми кои законот ги налага за таков објект кој има базен. А плюс тоа се става овој објект во функција да биде издаван и така натаму, и тоа не е прв пат. Значи тој се издава одреден период и пред овој настан. Работи ли моментално тој објект? Дали имате информација? Јас тоа не знам. Наводно е утврдено од страна на јавниот обвинител дека во моментот кога се спроведувала постапката, објектот не работел. Меѓутоа јас стварно не знам дали во овој момент тој објект работи или не работи. Меѓутоа е факт е дека тој објект немал соодветна дозвола и одобрение за работа. Да бидам поконкретен. Ова не е објект каде што некој некого викнал на забава, па дома у двор прави забава, приватна забава и толку. Него ова е објект кој е очигледно ставен, значи, во функција за вршење комерцијална дејност. И тука е таа разлика која постои во тие работи. Меѓу другото, таму кога би се позанимавале органите, веројатно би утврдили други пропусти, дали имало фискална, дали имало... Па ја не знам колку
тие органи и уопште биле заинтересирани да се позанимаваат со тоа, затоа што знаете како е, ако тие лица, субјекти, ја не знам кој статус имаат, организирале такви забави што се вика на диво, предпоставка е дека имале логистика и од органите кои требале да се позанимаваат со таа работа, така да тука сум ја потпуно начисто во делот на одговорот зошто тие не се позанимавале, затоа што мислам возрастни луѓе сме, знаеме дека за да ти функционираш така на тој начин, то треба да имаш одредена подлога и заштита баш од тие органи кои требале да постапуваат. Моментално рековте чекате одговор од Вишето јавно обвинителство повторно. Кои се следните чекори што ќе следат, кои ќе ги преземат? Согласно законот, тоа се чекорите, да го причекаме одговорот на Вишиот јавен обвинител и Вишето јавно обвинителство у основа и да видиме дали тие ќе потврдат одлуката на основниот јавен обвинител или ќе дадат некои други нападствија. Меѓутоа, повторувам, се создаде амбиент и впечаток дека буквално се трага по докази кои ќе го анулираат евентуалното постоење на основа на сомневање за сторено кривично дело. Има ли можност да се промени обвинителот, затоа што рековте и во јавноста и кај семејството на починатиот се создаде впечаток дека има некаква пристрасност? Размислувавме за тоа. Јас останав на ставот дека овој јавен обвинител треба да ја продолжи постапката. Тој има донесена своја одлука и ќе видиме по одлуката на Вишето јавно обвинителство, зависно од тоа каква ќе биде. И во овој случај сметам дека пропустите може да се надминат доколку се продолжи истражната постапка, а понатаму ќе видиме како и што ќе се преземе, бидејќи не е никаква тајна, семејството бара одговорност. Сега одговорноста е широк поим. Кон кого ќе биде насочена, тоа понатаму ќе видиме. Предметот е во фаза на жалбена постапка. Се чека Вишето јавно обвинителство да пресече дали воопшто ќе има случај, а ние ќе видиме дали воопшто некогаш ќе има правда во Македонија.